الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما قال أو كما قال. Prvim da mu se zablagodarime kako i sekogać na Allah Đelešanuhu što ni ovozmoži da se sobereme vo njegovo ime i da prozboruvame malku za njegovio din. Istovremeno mu donesuvame salavat i selam na našoj pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, na njegova česna familija, ashabi, tabiin i svi te sledbenici koji iskreno go sledat do sudnjeg dana. Videći na prag sme za nekoliko dena влегува зима. Според календарот, зима влегува на 21 или 22 декември. Ние сакаме од исламски аспект да прозборуваме што рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем и што рекле поранешните генерации околу зимата. Ќе видиме дека поранешните генерации дури и за овој период од година има дадено изреки, има дадено своји мислења и кажуваат што значи зимата за еден муслиман. Прво, Ебу Хурейра радијаллаху анху. Ебу Хурейра радијаллаху анху, асхаб, другар на Мухамед саллаллаху алейхи ва саллем, им рече на неговите асхаби, другари, им рече: "Ела адуллукум ала ал-ганиматул барида." Рече: дали сакате да ве упатам на студениот плен? Значи на плен, на награда, на себаб кој се добива во студено време. Калу бела ја Аба Хурейре. Тие му рекоа: секако Абу Хурейре, објасни ни кој е тој плен, награда, себаб кој може еден муслиман да ја стекне и да ја направи во зимски период. Тогаш Ебу Хурейре радијаллаху анху рече: "Ес-сијаму фи шита." Рече: постење во зима. Постење во зима. Бидејќи, како што ќе видиме и потоа, дека ел шита ганиметул муъмин, рекол пегамбер. Дека зимата е сезона за муслиманот. Зимата е сезона за верникот. Бидејќи ноќта е долга, па нека ја скрати со ибадет. А денот е краток, па нека го исполни со што? Со пост. Па затоа Омер радијаллаху анху велел: "Ешита ганиметул абидин." Велел Азрати Омер радијаллаху анху: зимата е сезона за побожниците. Како за побожниците? Бидејќи види, зима е тивко време. Особено ноќта. И во ова тивко време да се осамиш со Аллах Джелешануху, да осетиш лезет и да зборуваш сам со себе, да се анализираш каква е твојата состојба со Аллах Джелешануху, тоа може да го направиш само во темница. Тоа може да го направиш само кога е темно. А во зима ноќта е долга и има доволно простор и време преку ноќ да ги направиш сите овие работи. Затоа поранешните генерации велеле: "Лау јалемул мулук ма нахну фихи мин ал-хајр леџаледуна бис-сујуф." Кога кралевите, оние со власт, би знаеле како влезет ние осеќаме во ибадет на Аллах Джелешануху. Кога се рече ибадет, значи тоа се мисли дали било во клањање на намаз, дали било во читање на Куран, дали било во читање некоја верска литература, дали било во сеќавање и спомнување на Аллах Джелешануху.
како влезет осеќа минот, верникот. Кога велат овие побожни генерации, како Ибрахим ибн Адхам и некои други побожни луѓе, како Рабија ал-Адавије, како Хасан ал-Басри, рахимахумуллах, тие велеле да знаат кралевите, преседателите, премиерите, челниците на држави, оние кои имаат висока власт, да ако тие знаат што ние осеќаме во лезет во ибадет, тие ќе војуваат против нас со сабји. Значи, тие осеќале лезет, сласт и уживање во ибадет. Дали било во намаз, дали било во Куран, дали било во зикар. Ибн Масуд радијаллаху анху, овој голем асхаб на пегамбер алейхи селам, тој велел: "Мархабан биш-шита, татаназзал фиhi al-барака." Добро дојде о зимо, во тебе се спушта баракетот. Добро дојде о зимо. Значи, правиле дова на Аллах Джелешану, што ја дочекуваат зимата, да малку повеќе се одморат од дуњалуков. Бидејќи знаете, летото, денот е долг. Од 6 саат па до навечер до 8:30. Тие се околу 14,5 часа. Бидејќи кога е дење, обично луѓето трчаат по работа, по заработувачка, по дуњалук, по трговија и така натаму. Додека во зимски период тоа не е овозможено. Денот е краток и многу малку имаш време ти да се посветиш за работа. Додека ноќта е долга, имаш повеќе време да се посветиш на ибадет на Аллах Джелешану. Во хадис кој го пренесува имам Ахмед, а шех Албани вели дека е хасен. Вели дека хадисот е добар. Рекол пегамбер алейхи салату васелам: "Ас-сауму фи шита ал-ганимату ал-барида." Постење во зимскиот период е ладен, студен плен, студена награда. Значи, не се мисли студена награда, невредна награда, туку добра заработка, а иако времето е студено. Иако времето е студено, али наградата е добра кај Аллах Джелешану. Кога сме кај постот, ние знаеме што рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва саллем. Од сите ибадети, намаз, хаџ, зекат, доброчинство и така натаму, Аллах Джелешану во хадис кудси вели: "Ас-сауму ли ва ана аджзи бихи." Постот е специјално мој. Постот специјално е мој. И јас за него посебно го наградувам мојот роб. Бидејќи во намаз можеш да се преправаш. Во хаџлук можеш да глумиш. Во зекат делење можеш да се преправаш. Може да влезе лицемерност и дволичност. Значи сакаш да поделиш пред луѓе пари, да видат луѓе, да те пофалат, или намаз кланаш скрушено, мирно, или трчаш за џамија, да луѓето те пофалат. На хаџлук исто, за да добиеш титула аџија. Меѓутоа, кога постиш, може некој да те види дека постиш? Постот е сиррун бејнека во бејна раббук. Постот е тајна меѓу тебе и меѓу Аллах Джелешану. Тоа е невидлива работа. Тоа не го гледа никој, само ти и Аллах Джелешану. И затоа Аллах Джелешану посебно наградува за пост. Најдобар пост кој е во ислам? Пегамбер за селем кажал дека афдалу сијам сијаму небијуна Дауд. Најдобар пост е постот на нашиот пегамбер Дауд алейхи селам. Најдобар пост е постот на Дауд алейхи селам. Кана јасуму јоман ва јуфтиру јоман. Еден ден држал, еден ден расипал Дауд алейхи селам. Меѓутоа, ако човек не може еден ден да држи, еден ден да расипи, тогаш барам не смее да пропушти барам во овие зимски месеци, да ги пропушти ејамул бид, белите денови. Кои се бели денови? 13, 14 и 15 ден од хиџретски месец. Значи, ќе земаш таквим или календар и ќе гледаш тамо 13, 14, 15, не по наше, туку според хиџретски календар. Мухаррем 14, 13, 14, 15, или Сафер 13, 14, 15, или Џумадел Ула 13, 14, 15. Овие денови се нарекуваат ејамул бид, бели денови. 3 дена. Како рекол Аллах Джелешану: "Ал-хасанату би'ашри амсалиха. Мен џаа бил хасана фалеху 10 амсалиха." Кој ќе направи едно добро дело, како да направил 10. 3 дена по 10, колку се? 3 дена по 10 се 30. Значи, ако држиш овие 3 дена од секој месец, ќе имаш награда и себа кај Аллах Джелешану како да си постел цел месец. А ако постиш цела година,
по 3 дена, како да си постил цела година. Значи, овие 3 дена. Ако пак и ова не можеш, тогаш барам да не ги препуштиш понеделник и четврток. Бидејќи понеделник и четвртик се денови кога нашите дела што ги правиме од текот на овие денови, тие се креваат кај Аллах Джелешану. Во понеделник и четврток делата наши се креваат кај Аллах Джелешану. И пегамбер алейхиссалам постел понеделник и четврток. Кога рече зошто постиш пегамбере? Вика бидејќи овој ден юрфал амал, делата се креваат кај Аллах, фе инни ухибу ан акуна саима. А јас сакам да бидам постач. Затоа, значи постот е многу вреден ибадет, а пегамбер селем од друга прилика рекол мен саме јомен фи себилилlah ба'адаhu Аллаху лин-нар 70 харифа. Кој ќе држи еден ден заради Аллах, во име на Аллах, еден ден Аллах Джелешану ќе го оддалечи од џехенемски оган 70 години. За еден ден. Ќе те оддалечи Аллах од џехенемски оган 70 години. Што е вредно да правиме во текот на овој зимски период? Односно, какви севапи можеме да постигнеме? Прво што можеме еден голем вреден севап да постигнеме е земање на абдес. Зошто земање на абдес? Бидејќи студено време земаш абдес, водата нормално е студена, ладна, и тогаш е непријатност. Види што вели пегамбер селем на асхаби, а хадис го пренесуваат Бухари и Муслим. Ала адуллукум ала ма јамху Аллаху бил хатаја ва юрфау бихи дераџатул абд. Дали сакате, мои асхаби, дали сакате да ве упатам кон нешто со што Аллах ќе ви ги обриши гребовите и ќе ви ги подигне вашите степени? Кој го вели ова? Ова го вели Мухамед салаллаху алейхи ва селем, обраќајќи им се на неговите асхаби. И вели, дали сакате, о асхаби, да ви кажам некои работи со кои ќе ви ги опрости, ќе ви ги избриши Аллах вашите гревови, а ќе ги воздигне вашите степени. Калу беле ја Расулаллах, рекоа секако Божи пегамбере, упати не кои се тие работи, и тогаш пегамбер селем рече ел вудуу индел мекарих. Земање на абдес во непријатни ситуации. Кога дојде улемата да толкува кои се непријатни ситуации, рече да земеш абдес во студено време. Студено време кога е обично? Во зима. Значи со земање на абдес во зимски период, бидејќи е студено време, тогаш постигнуваш награда кај Аллах Джелешану да ти се простат гревоите и да ти се воздигне степен кај Аллах Джелешану. Друго, рече пегамбер алейхи салату селам, касратул хута илел месаџид. Ако сакаш да ти се прости гревот и да ти се воздигне степенот кај Аллах Джелешану, земај абдес во тешки ситуации. Второ, многу чекорења за џамија. Многу чекори за џамија. Бидејќи пегамбер селем во хадис вели мен гада илел месџид ау раха а'адда Аллаху леху мензилен фил џенне. Кој ќе оди во џамија и ќе се врати од џамија, за секое одење и за секое враќање, Аллах му подготвува куќа во џеннет. Хадис сахих. И на трето место, значи, со што ќе ни се простат гревовите и ќе ни се избришат, значи ќе ни се простат гревовите и ќе ни се воздигнат степените, во хадисов, вели пегамбер селем интизару сала баде сала. Чекање на намаз, од намаз до следниот намаз. Бидејќи човек кој ќе дојде во џамија и да не клања ништо, само да застане, да седне и да прави зикр на Аллах Джелешану. Во себе сам седи. Мелек стои на врат и вели Аллах прости му. И вели пегамбер селем, иако некоја се наоѓаш во џамија, си дошол да чекаш намаз, ти се рачуна и ти се смета кај Аллах Джелешану како со намаз. Значи, иако некојаш, ама седиш во џамија, чекаш намаз да дојде времето, да настапи времето за намаз, кај Аллах Джелешану ти се пишува севап како да си во намаз. Друга вредна работа која е пожелна и добра да ја правиме во овој тек, во овој зимски период, е ноќниот намаз. И знаете, ноќен намаз, кога пегамбер селем праша, еју афдалу сијам бада Рамадан, во хадис Ебу Хурейре, кој е навреден пост? После Рамазан, рече сауму шахруллахи мухарам. Постење во месецот на Аллах во Рамазан. Значи, највреден пост е кој? Рамазан. После кој?
posljednje во Muharram. وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَ. A ko je najvredan namaz posle farzovite? Posle farzu, što klanjamo džamija. Ko je najvredan namaz? Reče, pegao se 7 kijamul lejl, noćen namaz. Najvredan namaz posle farz, kao Allah dželešanu noćen namaz. Zašto? Koja je pričinata za to? Videći noćni od namaz, osamuvanje su tebe, ti su tvoj gospodar Allah dželešanu. Nema dvorište zvo noćen namaz. A farz od mora da klanjaš od džamija, videći so izvršuvanje na farzovite od džamija, se održuvat džamijite, a istovremeno se potvrduva i islamsko to bratstvo. Noćni od namaz, Allah dželešanu kažuva za pronešljite generacije, Kanu kalile mine lejli ma jahđa'un, obil ashari hum jestafirun. Ti je prorok mnogo malo spijele, a u vreme to na suhur, pred zora, ti je mnogo barale oproske Allah dželešanu. Mnogo malo spijele. I nije čudno. Primjer, imam Gazali, Ebu Hamid al-Gazali, živeo okolo 55 godina. 55 godina. Napišao 700 dela. 700 knjigi, i to knjigi enciklopediji. Ko će izračunaš ovaj čovjek 50 godini. 55 godina, ne cijeli 55 godina. Znači po hijđara, 55 godina. Po našoj računaju 52, 53 godine. Napišao 700 dela. Ovaj čovjek, koga pišu, koga jadaju, koga pijel, koga spijel, koga gi vršao njegovite ovosvjetski potrebi i koga imao vremena da napiše 700 knjigi. To je svika bereće do vremena. Znanje da iskoriste sve koja minuta i sve koja sekunda od njih život, od njivni od život, da napravati neko je hajr dobro delo. I zato Ebu Hamid al-Gazali umrel odavna. Međutim, to je večer. Znači, non-stop njegovih knjigi nije čitame. A posebno njegova ta knjiga Ihya Ulumuddin, oživovanje na islamske te nauki ili preporod na islamske te nauke. Noćen je od nama se mnogo važna rabota. Dneska spomnog deka Ebu Hureyre, radijallahu anhu, onaj koji prenesva najpoče hadisi na pegama sallam, Ebu Hureyre noćta je podelil na 3/3. Noćta je podelil na 3/3. 1/3, prvata tretina za namaz. Втората третина за спиење. И последната третина за повторување на хадиси на пейгамбер алейхиссалату васелам. Бидејќи што бил собирач и запомнувач на хадиси на пейгамбер алейхиссалату васелам. И сега првиот дел од ноќта го посветувал на што? Клањање, нафилен намаз, ноќен намаз. После едно да спие. После пак пред сабав станувал и ги повторувал хадиси на пегамбер саллаллаху алейхи васелем. Еден од пронешните генерации беше на смртна постела. И му рекоа, а тој почна да плаче. Му рекоа, зошто плачеш? Зарем ти е страф од смртта? Рече, не, валлахи. Плачам, вика, поради што нече можам веќе да кланям ноќен намаз. Што нече можам веќе да постам во топол ден во кој има силна горещина. Плачам што не сум го искористил времето најдуго. А тој после кланял и пак плаче што не го искористил до иште повеќе времето. Затоа Исмаил ибн Увейс кажува дека ако човек сака да запомни нешто, вика, о човече, ако сакаш нешто да научиш и да запомниш во памет, во ум, вика, тогаш легни порано. И стани порано. Бидејќи во утринските часови умот е бистар и можеш да научиш многу важни работи. И тоа е потврдено и научно дека во утрински часови сабајле, пред сабав, после сабав, значи тие часови наутро, умот е одморен после спиење и може многу лесно да научи дали било курански ајети, дали било хадиси или кој било лекции. Значи, а посебно во зима, бидејќи имаме доста време за спиење и умот да го одмориме и наутро денот веќе ќе настапи да научиме многу важни лекции од исламот. Јахја ибн Муаз, еден од пронешните генерации, видеше многу паметна збор. Викаше, о човеку, ноќта е долга, немој да ја скратуваш со спиење. Ноќта е долга, немој да ја скратуваш со спиење. И исламот е убав, немој да го валкаш со гревови. Види колку паметно. Ноќта е долга, немој да ја скратиш со спиење.
Кога ќе прашаш Аџамалича, постар човек џематлија, колку години имаш? 35 години. Како 35 имаш 70-80? Па рече пола години од животот ти поминал спиење. Значи јас живеев само 35 години. Тоа е вистина. Значи ти колку си жив, колку што си разбуден, колку што спиеш ти си умре, бидејќи спиењето е дел од умирачка. Значи ноќта е долга, немој да ја скратуваш со спиење и исламот е убав, немој да го валкаш со гревови. Друго што е важно овие зимски денови е да се подсетиме на Аллаховите благодети кои многу ги имаме. Замисли зима, студено. Замисли има муслимани кои денеска немаат покривна глава. Има муслимани кои немаат вечера што да стават. Имаат муслимани кои немаат доволно облека да облекат. Вие знаете дека денеска има и полно бездомници, кои живеат под мостови, кои живеат под тунели, кои живеат во гаражи. Замисли ти во зима да се посетиш кога е студ, да се посетиш на својот дом, да застанеш дома покрај камини, покрај шпоре, да речеш фала на Аллах, топло е. Фала на Аллах што имам да каснам леп парче леп. Фала на Аллах што имам облека да облечам, бидејќи имаат многу што немаат. Човекот треба да размисли на овие благодети на Аллах Џелешануху, кои Аллах Џелешануху му ги дал во зима. И најважно што сакаме да спомнеме еден хадис на пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, кој се пренесува во Фетхул Бари, во една книга, во коментар на хадиси на Бухари. И да кане јому хар, запомти го. Рекол пегамбер саллаллаху алейхи ва селем, кога е топол ден, кој го рече на лето, и човекот ќе рече ла илаха илла Аллах, о Аллах сочувај ме од горештината на џехеннем. Нормално, кога е преголема горештина, веднаш умот ти оди на што? Ти оди викаш на џехенемскиот оган. Ако ова е горештина, ова сонце не пече, е горештина, а џехенемско сонце или џехенемски оган е потопол, поврел, за 69 степени. 69 пати е дупло потопол од овој дуњалучки оган на кој ние денеска се топлиме и се грееме. Вели пегамбер селем, кога е топол ден, горештина, голема. И човекот рече ла илаха илла Аллах. Аллах сочувај ме од топлината, од горештината, од вручината на џехеннем. Аллах Џелешануху му се обраќа на џехеннем и моли: о џехеннем, мојот роб бараше да го заштитам од џехеннемски оган, од горештината на џехеннем. Биди сведок, јас го заштитив. Јас го заштитив тој човек кој ќе рече кога ќе биде претерано горештина, висока температура. Продолжува пегамбер саллаллаху алейхи ва селем и вели: وَإِذَا كَانَ يَوْمٌ شَدِيدُ الْبَرْدِ, а кога ќе биде ден во кој има големо студенило, голем студ. А тоа студот се знае кога е голем? Во зима. И човекот кога ќе осети голем студ и рече ла илаха илла Аллах, нема друг Господ кој заслужува да се обожува освен Аллах. О Аллах, сочувај ме од земхерир. Што е земхерир? Екстремен студ во џехеннем. Екстремен студ во џехеннем. Зар во џехеннем има студ? Да. Му рекоа асхабите на Расулуллах: ја Расулуллах, што е земхерир? Од џехеннемски земхерир. Земхерир е збор курански ајет во Куран. Ајет во Куран. Каде Аллах вели: ла јарауне фиха шемсен вала земхерира. И тие во џеннет нема да осетат студ и нема да осетат екстремен студ, ниту некоја свежина. Му рекоа асхабите: Божи пегамбер, што е тоа екстремен студ на судниот ден? Или во џехеннем, џехеннемски земхерир, што е Божи пегамбере? И пегамбер саллаллаху алейхи ва селем рече: бейтун юлка фихи љафур фејетемејезу мин шиддети бардиха. Тоа е, вика, куќа во џехеннем, во кој ќе биде фрлен чафирот. И од преголем студ, екстремен студ, јетемејез, ќе се распарчи на парчиња. Знаеш, си видел мраз, и кога ќе оскршиш и тој се парчи на парчиња. Чафирите, неверниците, грешниците, кои нема да направат тујбе, кои ќе бидат во џехеннем,
Allah Đelešanu će ih frli во таа куќа, во тој степен на Джехеннем, кој ќе замрзнат коска мраз. И од после тој преголем студ, што ќе се направат? Ќе се распарчат, ќе се раздробат на парчиња од преголем екстремен Джехеннемски студ. И затоа, значи да правиме оваа дова, која рекол пегам на Ислам. Кој ќе биде преголема горешнина, Allah сочување од Джехеннемска горешнина. Ако ќе биде преголем студ, Allah сочување од Джехеннемско студениво. За да може да биде истовремено и Джехеннемска горешнина, и Джехеннемско студенило? Може. Тоа е завршено многу лесно. Ако ние денеска можеме со клима уред, иста клима, истовремено можеме да пуштиме топло, истата клима. Може да не топли. Кога ќе дојде лето, можеме да пуштиме да не хлади, да не дува студен воздух. Тогаш што престана за Allah Đelešanu да направи во Джехеннем, кој е оган, кој е гори, да во него има место каде што ќе има преголем студ за грешниците. И зошто Allah Đelešanu ги дава овие работи, преголема горешнина и преголем студ? Ги дава за нас муслимани, за верници, за оние со свест и со ум, да се расвестат, да речат, ако човек види преголем студ, тој да се посети како ќе биде студот во Джехеннем на овој билет. Ако има преголема горешнина, како ќе биде горешнината на Ахирет? Значи, подсетување за она што следи на идниот свет. Да не должам многу, значи ова тема, рекоме, кратка, меѓутоа има бројни хадиси кои не подсетуваат на вредноста на зимата и дека таа е една сезона на побожниците, на верниците, да искористиме максимално во добри дела, бидејќи животот е толку краток, што ако го препуштиме, ќе не измине. А Мухамед ﷺ вели: "Ма мин ахадин илла ва яндам алейхи јаум ал-кијама." На судниот ден секој од вас ќе се кае. Секој ќе жали, ќе се кае. Ин кане мухсин, ако бил добар човек, правил добри работи, ќе се кае елла јаздад. Ќе се кае зошто уште повеќе не правил добри дела. А ако бил грешник, ќе се кае зошто не се покајал. Ако бил грешник, ќе се кае зошто не се покајал. Затоа кажуваат пример, викаат примерот на овој свет личи како еден тунел, кој е темен. И пред тунелот сака двајца да влезат. Овој пред тунел им вели: во тунелот има нешто. Кој ќе земе, ќе се кае. А и оној што нема да земе внатре од тунелот што има, и тој ќе се кае. И влекуваат двајца во тунел. Кога излекуваат надвор од тунел, кога гледа тој земал парче злато. Другиот не земал ништо. И тој што почва да се кае? Ова парче злато. Како бе земав 1 кило, како не земав 10 кила? Значи се кај, зошто не земал ништо? Повеќе. Овој што не земал ништо, тој уште повеќе ќе се кај. Значи ние, како и да е, според хадисот на Петар Селем, ќе се кајаме на суден ден. Иако имаме добри дела, ќе се кајаме зошто немаме уште повеќе добри дела. Затоа ќе завршим ова предавање со една изрека на Ебу Дарда радијаллаху анху. Тој бил асхаб, мудр, на пегамбер саллаллаху алейхи и рекол: "Валлахи, јас ова дуња не ја сакам освен поради 3 работи." Овој дуњалук, овој свет вика не го сакам. Бидејќи овој дуњалук е испит, тешок. Ако денеска се радуваш, утре ќе плачеш. Ако денеска имаш, утре немаш. Ако денеска си богат, утре си сиромав. Ако денеска си млад, утре си стар. Рекол, овој дуњалук не го сакам, меѓутоа поради 3 работи го сакам. Значи, овој дуњалук го сакам само поради 3 работи. Прво го сакам поради топлите денови, во кои денови постам. Бидејќи колку е топло и ти постиш, толку ти е потешко. Колку ти е потешко, толку поголема ти е наградата кај Allah Đelešanu. Го сакам дуњалуков поради долгите ноќи. Бидејќи ноќта е долга и можам да се осамам јас со Allah Đelešanu. Значи да правам ноќен намаз. И овој дуњалук го сакам поради луки алихван, поради средба со браќа муслимани. Поради што? Ќе сретнеш со брат муслиман. Ќе направиш муавет. Ако имаш некој гајле, ќе го сподели со него или некоја радост. Значи само поради 3 работи го сакам овој дуњалук. Затоа иншаллаху таала овие полки, овие пораки да ни бидат во предвид, да ги искористиме максимално и зимата, и летото, и целиот живот,
Znači, to je se poraki na Pejgamber alejhi salatu vesselam, ibtanim hayata qabla mautik, iskoristi svoj život pred da ti dojde smrta. Neka Allah dželešanuhu mi pomogne da iskoristimo ove zimske danovi, ove dolgi noći od zima, od dobri dela, a denovite od zimata od post i od dobri dela, inša Allahu ta'ala. Ono što go pogodit me, to je od Allah dželešanuhu, ono što go zgrešim me, to je od meni od šetan, Allah dželešanuhu da mi prosti i da mi se smiluva. Inša Allahu ta'ala, Allah dželešanuhu da napravi da umreme su šehadet v usta i na sudnji den da vidime na visokio stepen na džennet, a to je džennetul firdaus. Pejgamber sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Idha saltumul dženne, fas'aluhu al-firdaus fa innahu a'la al-manazil fil dženne." Koga ćemo moliti Allah za džennet, moli go za o Allah daj mi džennet firdaus. Pošto džennet ima 8 stepeni, 8 vrati. Znači najvisok stepen na džennet je firdaus, to je sredina tog džennet, to je najvisoko to mjesto u džennet. Inša Allah ta'ala nije da vidimo od tije. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.